Слава им! Со 7-минутно молчење точно напладне стотици студенти пред платото на УКИМ оддадоа почит на 59 загинати во пожарот во дискотеката во Кочани. Дождот не ги одврати со професорите да оддржат заедничка настава и да се солидаризираат со семејствата на загинатите. Во редици чекаа да запалат свеќа, да се потпишат во книгата на жалост и да остават венец и свежо цвеќе во спомен на жртвите. Се оставаа и пари за поддршка на семејствата во кутиите за донации пред Филозофскиот факултет. Говорите за сочувство и поддршка на министерката за образование Јаневска и ректорката на УКИМ Ангелова накратко беа прекинати по извиците за помош од публиката. Две лица колабираа, па во толпата влезе министерката со студентите по медицина за да пружи помош. Интервенираше и итната медицинска помош. Биде доказ. Направете пат да поминат медицинските екипи. Има ли медицински лица? Нека отидат во таа насока према правниот факултет. Ако на некој му треба Кока-кола, може да земете посладка и кутииве за донации. Ајде, молам, направете место! Повикани се неколку коли за итна помош. Вашето присуство значи свесност, значи солидарност, значи хуманост, значи споделување не само на доброто, туку и на тагата и на болката. А тоа е најважно што младите луѓе и сите ние останати заедно во овие тешки моменти можеме да го покажеме. Занемени сме од тага, од шок, од неверување, немоќ. Во овој момент не ни останува ништо друго, освен да го покажеме нашето заедништво во овој непребол. Заедништво во болката на семејствата на загинатите, заедништво во поддршката на повредените и нивните семејства во нивната борба за живот и за опоравување. Председателот на студентското собрание Николовски соопшти дека заедничката настава и собирите на студентите ќе продолжи се до 21 март секој ден, почнувајќи од 12 часот на кампусите на УКИМ. Утре ќе се одржи на кампусот на техничките факултети, в среда на ПМФ, во четврток пред педагошкиот факултет, а за петок ќе биде организиран марш низ Скопје.